Председателе, почитувани колеги пратеници, почитувани граѓани, пратеничката група на Социјалдемократскиот сојуз и на коалицијата предложи закон за измена и дополнување на законот за влада по скратена постапка и, како што знаете, најавме и при дискусијата во однос на законот за измена и дополнување на законот за пратеници, дека ќе поднесеме ваков предлог законско решение, кое што практично треба да биде компатибилно со законското решение за пратеници или, ако сакате, и со тоа што парламентарното мнозинство од ВМРО-ДПМН, знам, го предложија, а тоа е да се донесе закон со кој што ќе се ограничи, односно членовите на владата ќе треба да имаат само едно државјанство, односно државјанство на Македонија. Бидејќи навистина сметаме дека нема простор или нема можност да вакво законско решение кое што е досега практично покажува дека имаме состојби во кои што има министри во владата кои што имаат едно или повеќе државјанства на другите држави и со оглед на тоа дека таков услов се поставува и во законот за пратеници, да пратениците во Македонското собрание може да бидат исклучиво државјани на Република Северна Македонија, тогаш сходно на тоа треба да имаме едно вакво законско решение со кое што ќе ограничиме практично да може исклучиво и единствено само државјаните на Република Северна Македонија да бидат членови избрани за влада. Практично во еден од членовите како услов тоа го доуредуваме. Јас се надевам дека ова не е ништо спротивно на идејата која што беше понудена од колегите од ВМРО-ДПМН во однос на изборот на закон за пратеници. Мислам дека на овој начин ќе ги исполниме очекувањата и на граѓаните, бидејќи гледате дека има еден добар дел на граѓани кои што сметаат токму дека носење на вакво законско решение би било исправно во овој момент да членовите на владата, оние кои што се обврзуваат дека ќе служат на граѓаните, да бидат исклучиво државјани на државата на која што служат, државата на која што сакале да помогнат, државата која што ги финансира и така натаму, и на тој начин да се заборават или да се трнат на страна луѓето кои што имаат некакви други интереси. Вие знаете, сега гледаме бугарски државјанства, чешки државјанства и така натаму. Тоа е нешто што имаме официјално за членовите на владата и кои што и овде пред собранието тоа го имаат потврдено. Зборувам конкретно за министерката за енергетика Сања Божиновска, а веројатно ќе се уредат овие начини и ќе видиме точно за секој еден кој што ќе се избира како член на влада да важат истите овие правила. Јас се надевам дека и колегите од парламентарното мнозинство, од ВМРО-ДПМН, од знам и од ВЛЕН, ќе го поддржат ова законско решение и дека понатаму ќе продолжи постапката и за овој закон и за законот за пратеници, кој што, еве гледаме сега дека од најголемите најави дека тоа брзо ќе се донесе во собранието, некако застана тој процес, се успори, така да ова нека биде мотивација да двата законски текста бидат донесени од законодавниот дом и на тој начин ги исполниме очекувањата на граѓаните. Благодарам.